Štipjaните Slobodan Georgijevski i Stojanče Kostadinov po 9 meseci во pritvor pominale nevini. Ova je denešnji otepilo kod poznati od slučaj predsedavač od 2013 godina, otkako obvinitel od pritisnat od odbranata i во недостиг на докази го повлече обвинението. Се водеше една контрадикторна постапка која траеше повеќе од 4 години и во која постапка се изгледаа многу вербални материјални докази, како и вештачење од повеќе области, и од тите докази обвинителството изоцени на крајот дека нема ниту еден доказ кој одеше во прилог на обвинителниот акт, и од тие причини обвинителството поради немање на докази го повлече обвинителниот акт. Случајот председавач долго време беше присутен во јавноста, бидејќи освен Štipјаните Георгиевски и Костадинов, актер беше и Милорад Шиповиќ, тогашен председател на Советот на општина Центар. Освен споменатите тројца, обвинета беше и сопругата на Слободан Георгиевски Сузана Георгиевска, која обвинителството ја теретеше за злоупотреба на службената должност. Во конкретниот кривично правен настан нема место за злоупотреба на службена положба и овластување за кои кривични дела беа обвинети сите обвинети. Дали сега следува нова судска постапка, овој пат за барање на одштета за 9 месеци поминати во притвор? Па да, тоа претпоставувам, јас можам да кажам за моите воснователи дека ќе бараат надоместна нематеријална штета. Претпоставувам дека и сите други обвинети кои беа во притвор преку нивните бранители ќе имаат постапки за надоместна нематеријална штета пред судовете во Република Македонија. Откако обвинителот од овој случај се повлече, се докажа она што нивниот правен застапник Методи Попметодиев го тврдеше цело време, односно дека нивната грешка е што имале купопродажни односи со фирмата Машино Промет на Шиповиќ. Уште појасно се испоставува дека тие се колатерална штета на политички инспирираниот случај со општината Центар. Во тој период од општината и самиот Шиповиќ поединци од власта на ВМРО ДПМН бараа промена на деталниот урбанистички план. Неколку пати тогаш Шиповиќ и тогашниот градоначелник Андреј Жерновски промените ги одбиваа пошто дојде до апсење на Шиповиќ и двајцата Štipјани. Од овој период произлезе и случајот Шамари покренат од СЈО, а за кој сега на суд меѓу другите се соочуваат Жерновски и бившиот премиер Груевски. Ова е голема лична победа и сатисфакција за сите обвинети, но и огромна правна победа за познатиот адвокат Методи Попметодиев.